Почитувани представници на медиумите, водно се побуни против урбаниот терор кој се случува овие години во општина Центар, општина во која ВМРО-ДПМН е на власт. Природата е неумолива. Таа си има своји природни правила. Казнува за неконтролираното дивење на луѓето и желбата за профит. ВМРО-ДПМН и неговата бизнес олигархија ја претераа. Од 2000 година па се до денес, цели 12 години, ВМРО-ДПМН е на власт во оваа скопска општина. Цели 8 години градоначалник беше Виолета Аларова, а сега 4 години е Владимир Тодорович. Одговорноста за тоталниот хаос во урбанизмот, за харањето на урбаната мафија во општина Центар е целосно на страната на ВМРО-ДПМН. Вчера бевме сведоци на тежок инцидент кој ги загрози животите на голем број граѓани на Центар на градот Скопје. Се работи за пукање на ѕид од 15 метри висина и 50 метри должина. Ѕидот оштетил автомобил, а 2 стамбени згради позади мене се во опасност. Евакуирани се 5 стана поради страф од лизгање на земјиштето. Уште повеќе, лизгањето на земјиштето може да доведе до загрозување на целата населба, на животите на илјадници граѓани. Водјанци се во опасност, целиот град може скапо да ја плати ненаситноста и желбата за профит. Само за подсетување на граѓаните, на ова место, градот Скопје, во време кога Ристо Пенов беше градоначалник, изгради потпорен ѕид со сите стандарди. За потоа општина Центар да издаде решение за рушење и да го сруши, за да се изгради друг. Сето тоа се случува во време на владењето на Виолета Аларова и на ВМРО-ДПМН. Се отстапили дел од ширината на заштитниот појас во корист на приватните инвеститори, заради бизнис интересите на олигархијата на ВМРО-ДПМН. Очекуваме неколку одговори од надлежните институции. Чија е одговорноста за овој настап? Каква е улогата на општина Центар во оваа трагедија и на незините први луѓе, кои не водејќи сметка за животите на луѓето, на граѓаните изградиле, односно дозволиле изградба на потпорен ѕид кој пукна како картон и ги загрози животите на луѓето? Каква е одговорноста на одговорните лица на општина Центар, кои го урбанизираа овој дел на водно и кои издадоа соодветна градежно-техничка документација за истиот? Каква е одговорноста на сопственикот на овој имот, ЦМД Коминг и миленикот на бизнес олигархијата на ВМРО-ДПМН Петар Наумовски? Има ли поврзаност на познатиот бизнисмен Алек Теранова и неговата фирма Develop Group со целата оваа работа? Очекуваме надлежните институции брзо да го расчистат овој настан и одговорните за оваа трагедија да одговараат пред правосудните органи. Јавноста бара одговори на сите тие прашања. Животот на луѓето е поважен од бизнис интересите на ВМРО-ДПМН и неговите градоначалници.